Почитуван директор на Канцеларијата за развој на УСАИД Македонија Едвард Гонзалес, почитувани председатели на стопанските комори, овде денеска присутни, почитуван директор на Епицентарот Димовски, почитуван заменик председател на владата задолжен за економски прашања, почитувани представници на деловната заедница овде присутни, на граѓанските организации, почитувани представници на медиумите. Денеска правиме, како што рече Даниела, уште еден чекор повеќе. Уште еден чекор плюс во соработката со деловниот свет, како заеднички придонес во креирањето, одржувањето и унапредувањето на економскиот амбиент во Република Македонија. Силно веруваме дека овој чекор е чекор за овозможувачка средина за бизнис заедницата и за нејзините иницијативи. Обединувањето околу оваа иницијатива не носи поблиску до економски стабилна држава, како и поблиску до економски стабилни граѓани и семејства. Денешниот настан е од особено значење, затоа за неколку минути овде во оваа сала во владата на Република Македонија ќе биде потпишан меморандум за воспоставување на јавно-приватен диалог меѓу владата и стопанските комори во Република Македонија. За мене ова представува значаен чекор од особено значење каде што импакт ќе има за сите во Република Македонија. Со овој чекор, на уште еден начин, низ уште една форма, ја засврстуваме врската меѓу бизнис заедницата во Република Македонија, интересот на деловните субјекти и експертската јавност, застапен преку стопанските комори и други граѓански и експертски здруженија, и владата, владините политики и владините институции. Сите ние заедно со оваа нова иницијатива стремиме кон остварување на заеднички цели: создавање на поволна деловна клима, креирање на инклузивен раст, намалување на сиромаштијата, зголемување на отчетноста во владењето, бизнис интегритетот, но и вклучување на приватниот сектор во изнаоѓање на креативни и одржливи решенија за поттикнување на иновативноста и конкурентноста и секако остварување на заложбите и определбата на владата за владење на правото и правната држава. Одлучни во креирањето на кредибилни законски реформи, како и за добивање на подршка на овие политики, ние се залагаме да бидеме активни слушатели на барањата на приватниот сектор. За владата на Република Македонија, јавно-приватниот диалог овозможува структуриран пристап, соучество и инклузивност на главните засегнати страни во креирањето на политиките во насока на реформи на владењето и за реформи на амбиентот за создавање стимулативно деловно опкружување. Структурираниот диалог, кој што денеска го почнуваме, ни овозможува ширење на просторот за откривање можности за креирање инспиративни политики. Преку овој диалог, ние како креатори на политики, заедно со чинителите во приватниот сектор и експертите од стручните граѓански и еснавски организации, многу попрецизно ќе можеме да ја одредиме вистинската, продуктивна насока за потребните, неопходни реформи. Како влада, која промовира демократско и отворено владење, сметаме дека само енергичен придонес на приватниот сектор во меѓусебниот диалог, вашето учество во креирањето политики, заложбата кон подобрување на квалитетот на представувањето на бизнисот и осогласеност со демократските институции може да бидат предуслов за добро владење и одржливи реформски измени. Искрено се надевам и очекувам овој отворен диалог да биде поидовна точка за простор во кој на нас, како на извршна власт, нема да се гледа само како на регулатори. Со оваа иницијатива и меморандум за јавно-приватен диалог сакаме да ја дадеме живот на една нова филозофија која од владините мерки и институции ќе создаде партнери и креатори на поповолно деловно опкружување. Платформата за јавен приватен диалог треба да биде место за вградување на вредностите на транспарентност и стручност во креирањето, во спроведувањето на политиките. Со тоа ќе овозможиме барање на одговорност како од јавниот, така и приватниот сектор кон овие вредности со една цел – поттикнување на економски развој, кон кој што сите се стремиме во интерес на граѓаните и во интерес на нашето заедничко општество. Вие сте докажани, успешни и реализирани луѓе во своето деловно опкружување,
Вие сте вистински репрезенти на деловните субјекти кои се економската движечка сила во Македонија. Владата на Република Македонија продолжува да го негува инклузивниот процес и партнерски однос со бизнис заедницата, а нашата соработка останува да биде фокусирана на потребите на граѓаните и нивната благосостојба како заеднички интерес за економски просперитет на иднина на нашата држава. Благодарам.